Haley and his Comets. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put that rags on, join me home. We'll have some fun when the clock strikes 1. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Поздрав до сите слушатели на ЕСИ радио и оние кои што исто така не гледаат и на YouTube. Ние се наоѓаме во училиштето Јахја Кемал. Училиште кое што широм ги отвори вратите за нашите млади репрезентативци кои што се надпреваруваат на престижното европско првенство. Оваа година, заради познатите услови со COVID-19, турнирот се одржува онлайн по забрзано темпо на игра, а нас не представуваат момчиња и девојчиња почнувајќи од 12 годишна возраст, 14, 16 и 18 годишна возраст. Единствено беа изоставени најмладите, оние од 8 и од 10 годишна возраст. Веројатно затоа што се се уште премногу млади, можеби не може да се снајдат играјќи шах онлайн. Како и да е, одлична организација, момчињата и девојчињата играат, ќе можете да го видите тоа, на отворено, значи имаат мир, тишина, се она што е потребно добро да се игра шах. Затоа се погрижија Шаховската федерација на Македонија, исто така шаховските работници Зоран Стојчевски и Бојана Беатовиќ, кои што се службени лица задолжени турнирот технички и секако организационо да помине во најдобар ред. Ние денес е 20 септември, последен ден, кога посетуваме турнирот, инаку се играше од петокот 18, а вчера 19 и денеска завршува по 9 одиграни кола. За резултатите конечно и малку подоцна, а сега во предложение ќе поразговараме со Зоран Стојчевски и Бојана Беатовиќ да ни раскажат со што се среќаваа, дали имаа проблеми и воопшто како течеше организацијата на ова престижно, многу важно за нас надпреварување. Разговарам со Бојана Беатовиќ, нашата шаховска репрезентативка, со Бојана која што еднаш одамна, како средношколка ни беше гостинка во една шаховска емисија, каде што го имаше и својот чино прв шаховски коментар, каде што таа сама коментираше една своја партија. Поминаа години, Бојана е сега голема девојка, веројатно и факултет веќе завршила, не знам точно сигурно, но во овој турнир, на овој европско надпреварување е улога на заменик судија и значи е задолжена за дисциплината, за редот, се оно што е важно за ваков турнир. Како се чувствуваш сега во оваа улога? Поинаква, инаку сакам да кажеш и се оно што си вклучена во шахот како организатор, односно како шаховски работник и во ФИДЕ и во Асоциацијата на шаховските професионалци. Добро, јас сум Бојана Беатовиќ, репрезентативка на Македонија од 2008 година, веќе 12 години во професионалните, да речеме, шаховски води како играч. Покрај тоа почнав од прошлата година да се занимавам и со шаховско судење, секако немав искуство, ова е моје прво искуство во шаховската кариера на судство. И мислам имавме лани семинар, кај што тоа беше во Трстик за шаховски суди и за шаховски организатори на турнири, кај што се надевав дека година ќе успеам да организирам некој младински турнир, меѓутоа секако со ситуација со пандемија малку се одоговлекоа сите тие работи. Се надевам следна година ќе почнеме барем колку толку од нешто да ги размрдаме, што се вели, работите. Сега во поглед на ова европското младинско онлайн шаховско првенство за 2020 година, еден вид на субститут за за обичното првенство кое што требаше да се одржи. Во забрзано темпо се игра на 25 минути плюс 5 секунди додавање, кај што се настапува и поединечно, меѓутоа потоа како се взимаат колективно резултатите.
Ќе има награди за поединечни прваци и од 4 најдобри играчи се взимаат колективните резултати и потоа се прави тимски победник, односно рангирање на самите играчи. Се надеваме дека се појавивме во добро светло од аспект на организација, поради тоа што ние сме единствени што играме на полуотворено, ја би рекла веќе и отворена сала, за разлика од другите, кај што денеска имав и контакт со пресофицер, тоа е со односи со јавност со самата Европска шаховска унија, кај што баш спомна дека ние сме единствените што играме по сите мерки, со заштити, со маски и на отворен простор, значи кај што е возможен слободно движење на воздухот. Така во тој аспект сметам дека стварно се покажавме во добро светло и дека можеме добро да организираме и добро да се надам настапиме, ако не сепак е тоа дел од искуството. Од аспект на моите други вклучувања во шаховската сфера, од ноември прошлата година сум дел, односно член на шаховската во ФИДЕ, тоа е Светската шаховска организација, како член на античитинг комисијата Fair Play Commission, кај што имаме случаи, односно се работи на случаи кои што се можна поврзани со мамење, секако со надежда да го спречиме, бидејќи во денешно време особено многу актуелно мамењето и со развој на самата технологија тоа се постојано и повеќе зима замав, работиме на тоа да се развијат одредени и параметри, веќе се развиени, меѓутоа за да ги усовршиме и подобриме, за да сепак одбезбедиме една ферплей игра на сама шаховска игра, што е навистина битно. И за да се поттикнат младите за да играат фер, за да не биде мамењето да зема свој замав уште повеќе. Исто така Исто тој период сум член на Асоциацијата за шаховски професионалци или Association, кај што е председател секако нашиот Александар Човович, кој што ни беше капитен во 2017, кај што направивме историски успех на Европското тимско првенство. Се рангиравме 23-то место, мислам дека делевме од можни 33, иако изгледа мала бројка, меѓутоа за нас стварно беше историски успех и навистина сме им благодарни на тој аспект. Таму сум во асоциацијата работам као social media, односно менеджер, тоа е односи со јавност, кај што се ангажирам да речеме за информирање и добра промоција на самата асоциација. Сега почнувам и некои нови проекти кај што јас ќе отворам стриминг channel, односно тоа е канал за стримање, она што е познато во шахот, односно веќе има многу шаховски стримери да ги речеме, односно оние кои што коментираат и од сето тоа оди во живо. Тоа планирам да го почнам од октомври, веќе имав некои други обврски овој месец да ги завршам, така да би работела и на мој личен канал и на тој за ECP, каде што ќе имаме интервјуа со познати велемајстори, се надам ќе успееме да довлечеме и големи имиња, како Накамура, се надам и дури Карлсон, па ќе видиме, сето тоа е во план. Пред малку разговарав со Бојана Беатович, нашата репрезентативка, која што тука е воведена заменик судија, а сега разговарам со Зоран Стојчевски, кој што е дел од организацијата, движечка сила, практично нова организација, главен судија, повеќе функции, се чини одлично ги исполнувате. Бојана пред малку кажа дека сме единствена репрезентација која што игра практично на отворено, за разлика од сите други репрезентации, тоа ми дава за право да кажам дека имаме практично идеални услови за игра и ги исполнуваме сите протоколи можни за децата да бидат безбедни, за турнирот да се одигра во најдобар ред. Но нешто повеќе за тоа од тебе. Да, секако тоа е интересна вест и она што успеавме да го видиме на Zoom платформата, повеќето репрезентации играат сите во затворени простори, дури како да се сите нормални услови во цел свет, како да нема пандемија. Ние ги преземавме сите мерки што се потребни за сигурност и што беа пропишани протоколот да се игра на полуотворен простор, одека сме покриени, малтене како да е отворен просторот, има убаво проветрување, масите се раздвоени на пристојно расстојание, децата играат со маски, така да ги преземавме сите мерки и тоа предизвика интерес кај колегите од Европска шаховска унија да направат една малка репортажа за нашата организација. Да, имаме тука импровизирана систем сала, за да може децата да играат на овој простор, што нели за нијанса ги намалува условите во смисол друга да идете во некаква убаво организирана со големи монитори, со
нели, со сите тие во организирана просторија, но од друга страна во таква просторија ние нити имавме дозвола да играме, нити можевме да направиме заради протоколите што постојат во нашата земја. Така да ЕКУ излезе во пресред да направи и репортажа за тоа како се почитуваат мерките против во ковид ситуација, а да се игра шах. Верувам дека треба да има пофални зборови из училиштето Јахја Кемал и можеби за Орце Данчевски кој што нели работи тука и Да, професор по шах. Наместениот професор професионален по шах во Македонија Орце Данчевски успеа со своите нели конекции да добиеме нели поддршка од Јахја Кемал, основното училиште Јахја Кемал, каде што ни ги овозможили услови и со помош исто така и на вредни и одговорни личности како Александра Гакидова, која што успеа со своји некои конекции да обезбеди технички предуслови за успешно играње на овој настан, во смисло на свичеви, технички кабли, така да заедно успеавме да направиме доволно добри услови за да бидеме компетитивни на Европското првенство во онлайн шах и да нашите деца да го покажат најдоброто од себе. Добро ти си со диплома технички овој организатор на шаховски настани, на шаховски турнири, нели имавме неколку Опен, Карпош, па лани беше првенството на Скопје, без Скопје после долга пауза и така натаму. Но овде треба и некои други способности, компјутерски способности за кои што си исто така стручен или експерт како што денес се вели. И за се да помине во најдобариот. Јас кога ги видов сите оние жици, вамо тоа кабли, реков, бога ми не е баш така лесно, ама ти сите своји знања и вештини ги спои за сето да помине во најдобар ред. Останува само уште деца да се представат во најдобро светло што можат. Денеска го завршуваме тоа, така? Да, денеска го завршуваме. До 16 години имаме прилично добри шанси да направиме висок пласман. Нашите момчиња добро се носат со своите врсници од цела Европа. Исто така имаме поединечни добри резултати и во другите категории. Имаме околу 20 на наши представници, еден откажа заради здравствени проблеми. Така да нашата делегација прилика мислам 19 на играчи во сите категории момчини и девојчиња. Така да очекувам задоволителен пласман на нашите деца. Во друштво сум со 9-годишната Наде Смилевска, нашата најмлада репрезентативка која што ги брани боите на Македонија на ова европско онлайн првенство по забрзано темпо. Наде, од кога почна ти шах да играш? Од 4 години почна да играш шах. Кој те научи да играш шах? Татко ми. Татко ти те научи. И дали ти кога така кога растеше си мислеше дека еве ќе дојде еден ден кога со 9 години ќе бидеш репрезентативка на Македонија? Така, да? Добро. Како ти е сега овдека играш онлайн, малку други правила се, побрзо треба да се игра, побрзо треба да се мисли, треба да се гледа шахот на екран? Интересно ли ти е на европско првенство да ти играш, да? Добро. Кака е сега во Битола? За кого работиш шах? Читала ми Франина и татко ми ме подучува. И татко ти те подучува. Најважно прашање сега, затоа што си толку млада, а си беше шампионка на Македонија до 8 години, нели? Дали ти сакаш да играш шах? Колку сакаш шах? Што за тебе шахот? Сакам да играм шах. Сакаш да играш шах? Тоа е многу важно и да учиш шах, да бидеш шампионка не само до 8 години, него како што ќе растеш, нели? Да бидеме се посилни и посилни. Ти честитам за ова учество твое на европското првенство. Со 9 години да си игра првенство на Европа не е мала работа. Ти благодарам. Почитувани слушатели на ЕСИ Радио, го проследивме Европското јуниорско првенство, онлайн првенство, одлично организирано. Можете да видите и кадри од самиот турнир, од самата атмосфера таму. Останува да кажеме дека нашите шахисти остварија пласман соодветен на
нивната сегашна шаховска сила, на нивниот рейтинг. Ќе ги издвоиме како најуспешни Емил Ристевски и Антон Златков, кои што направија 5 поени од 9 партии, значи плюс 1, Антон Велјановски исто така со 50% учинок, додека другите шахисти повеќе или помалку поминаа во границите на очекувањата. Тоа беше едната тема за оваа емисија, а сега одиме на друга тема, а таа е првенството на Македонија за слепи и за лица со попреченост во видот. И првенство кое што се одржа по Бергеров систем на Попова шапка, каде што 10 шахисти зедоа учество, и тоа е она што следува во вториот дел од емисијата. А согласно нашата програма за работа, на крајот све заврши успешно, победија најдобрите. Има само еден мал проблем кај жените, кај што сите се три исти, и во тој случај се применува последното правило што се вика шешир, да одредиме која ќе биде прво, која ќе биде второ, која ќе биде трето место, за да може да ги поделиме пехарите. Ќе почнеме од најмладата. Лана ќе влече за секоја поединечно од нив бројче. Број 1 е прво место, број 2 е второ место, број 3 е трето место. Добро, би сакал да ги поздравам прво сите слушатели на Радио ЕСИ Сојуз на слепи и ова шаховска емисија. Оваа година се одржа на Попова шапка државното поединечно првенство за мажи и за жени, каде што се одржа под добри услови како према протоколите што беа добиени од здравствената комисија. Иначе беше во фер плей борба, сите утакмици беа на ниво, каде што имаше и некои изненадувања, како што го направи Доко Ахмет од Охрид, кој што го освои 4-то место. Иначе реално бевме хендикепирани малку, бидејќи не учествуваа тука едни од подобрите шахисти, слепи шахисти, како Тркалјанов, Миле Чапанов, Санде Атанасов. И верувам дека до година ќе можат да дојдат и да се надпреваруваме и да биде конкуренцијата поголема. Жал ми е што ова требаше и да биде како припрема за Европското поединечно првенство за слепи, кое што требаше да се одржи во октомври во Србија, меѓутоа поради ситуацијата тоа се одложува, али не застануваме тука. До година имаме Олимпијада за слепи и верувам дека ќе имаме доволно време, каде што беше тука присутен и селекторот, кој што ќе ги определи репрезентативците, и ќе имаме доволно време за да се спремиме за Олимпијадата и да представиме нашата држава на најдобар начин. Председател, исто само сакам да напоменам дека имаме и исто подеднакво силни не само од машка конкуренција, него и од женска конкуренција, слепи играчи, што е супер инклузивно, што стварно добро е за општата инклузија на слепите лица. Тоа стварно упадна во очи. Ако може да кажете нешто за нив, они се гледам добри, со добри рейтинзи исто. Да, исто така како што напоменавме, значи се одржа и женско поединечно првенство, каде што имаше пријавено повеќе шахистки, меѓутоа поради ситуацијата, поради други оправдани причини не дојдоа и во финалето играа 6 шахистки, каде што мора да напоменеме дека имаме и едно девојче перспективно, 10 години, Лана Трајкова, која што верувам дека ќе успее да со одреден тренер ќе успее да има поголеми успеси. Иначе конкуренцијата кај жените, како што видовме и самите, значи беа скрос изедначени, каде што 3 шахистки, првото, второто и третото место го делеа со жребка, значи беа скрос изедначени.
Одлично беше, ви благодарам на времето председателе, супер организација и во најскоро време со ЕСИ радио ќе покриеме секој нареден турнир. Благодарам и на вас и ги покануваме сите оние наши членови кои што се заинтересирани за шах и за други активности да се вклучат и да бидат поактивни во нашиот сојуз. Да, ви благодарам. Коце Димов, председател на Спортската федерација на слепи. Еве, веќе го донесоме, значи при крај поединечното шаковско првенство за мажи, слепи мажи, и поединечното шаковско првенство за слепи жени. Овдека на Шапка, во изминатите 10 дена пред си имавме едно добро дружење, имаше добри мечеви, значи имаше одлична борба меѓу нашите шахисти. На крајот победија подобрите. Турнирот се играше согласно протоколите на Комисијата за здравство, она како што се налага, значи, и мислам дека генерално протече све во најдобар ред. Се надеваме дека овој војдина нема да имаме потреба да играме со вакви протоколи, дека за некое време ќе се врати све во нормала и дека ние ќе можеме да продолжиме по својот пат. И користам приликата да ги обавестам слепите лица дека светското поединечно првенство во Белград, кој што требаше се одржи во месец октомври, заради причините кои што се врзани за коронавирусот се одложи. Истото постои овој можност да се игра онлайн, и ако се игра онлайн ние ќе учествуваме, ако не, до година здравје на Олимпијадата во Грција, ако све тече во најдобар ред. Уште една сакам да ги поздравам вашите слушатели, да им посакам добро здравје и да се видиме во некој нареден пат на некој спортски надпревари. Ви благодарам. Се играше прво полуфинале за слепи и со таа разлика што Осум има директен пласман по откажувањето на најдобриот трка Јанов Владимир и уште двајца кои накнадно дојдоа го има пласманот загарантиран од лани, тоа беа Селковски Жарко и Костадиновски Зоран. И после долги борби, значи 9 кола, секој со секого, победи Селковски Жарко, втор беше Байрами Зејно и трето место Костадиновски Зоран. Они ги зедоа пехарите медаљите и до година обезбедија пласман за директно учество. Напоредно со нив се играше и женското финале, кај што учествуваа 6 играчки и после долги борби настана интересна ситуација кај што првите три пласирани има идентичен број на поени и идентично мерило по други критериуми и мораше да се влече така наречениот шешир и најмалата учесничка одлучи кога ќе биде прва, кога ќе биде втора и кога ќе биде трета. Исто и они три до година обезбедија директно финале. Што се за организацијата морам да напоменам дека се играше по протоколите на здравствената организација на Република Македонија. Значи масите беа на 3 метри, сите учесници беа задолжени да носат маска, се мереше температура, имаше протокол за испаѓање специјален, значи никој не смееше у сала друг да влева, така да што се тиче короната се запази најголемата безбедност. Се надевам дека ќе помине оваа криза и до година ќе играат по нормални услови. Благодарам господин Аргенџиев. Благодарам и вас. Последниве шаковски коментари или емисијата Шах со Љубиша Андановски има и видео издание. Во последните две емисии гостуваа на моје големо задоволство, а предпоставувам и на задоволство на слушателите на ЕСИ радио, нашите млади шампиони Калин Андреј, Антон Златков и Емил Христовски, а денес со нас е уште еден шампион на Македонија за слепи шахисти и за шахисти со визуелна попреченост, а тоа е господинот Жарко Селковски. Вака малку го најавувам поофицијално, инаку Жарко го познавам одамна, сме играли неколку партии и имаме соработка на шаховско поле и со тренинг партии и така натаму. Овој пат отидовте и игравте на Попова Шапка. Така ли, Жарко? Имавте таму супер услови, ми се чини. Па на Попова Шапка, баш во ова време, и времето се погоди, сончево, не беше многу топло, таман условите за игра беа супер. Иначе ова беше државно првенство за слепи
каде што претходно имаше полуфинале, односно квалификации за финале, а од минатата година првите 3 класирани беа директно, тоа бевме Тркалјанов, јас и Зоран, а другите 7 се класираа со тие квалификации, кои што се одржаа пред првенството. За жал, во финалето не можеше од оправдани причини Тркалјанов да учествува. Иначе партиите си игра, како што кажавте, Бергер, 9 партии, од тие 9 има 2 реми и 7 победи. Па добро, тоа е одличен резултат. Прво, без пораз, шампион без пораз, со 7 победи, тоа богами е многу добар резултат. Без разлика на конкуренцијата. Конкуренцијата сепак е добра. Добро, Владо Тркалјанов се разбира дека е афирмиран супер шахист со титула и со големо искуство и учител шаховски во Кочани и така натаму. Владо Тркалјанов е исто наш голем пријател, но овој турнир во тој формат што го имаше, значи беше интересен затоа што Зено Бајрами исто така покажа добар резултат. Нели имаше добра конкуренција, практично борбата траеше до крај, да? Да, за конкуренцијата нормално што се пласирале за финале за да играат, конкуренцијата е таа што ги имаме. Зено Бајрами, Костадиновски, Лазар Калчовски исто настапи и другите што учествуваа. Имаше значи добри партии каде што беше неизвестно до крај. Добро, честитки за успех. Жарко, сакам да го искористам твоето присуство во нашето студио за да покажеме една партија од твоето творештво. Од овој шампионат за слепи нема партии објавени, но затоа партиите се објавени од неодамна завршената втора лига, каде што и вие, вашата екипа, 4 ноември, зема учество и бевте четврти практично, односно трети во групата, не успеавте да влезете во првата лига, но вие единствено реализиравте со младите шампиони од Младинскиот шаховски клуб Центар. И тој меч беше многу возбуден, заврши 3-3, а ти доби чина многу убедлива партија, многу добра партија, борбена партија со младиот талент наш Андре Велјановски. И предлагам да ја погледнаме таа партија за нашите слушатели, за нашите гледачи, да ја проанализираме заедно. Почитувани слушатели, ја следиме партијата помеѓу Жарко Селковски и Андре Велјановски. Заедно ќе ја проанализираме со авторот на оваа победа. Една партија, би рекол, која што добро го сликува шаховскиот профил на нашиот најдобар слеп шахист, Жарко, партијата против младиот Андре Велјановски. Играна беше шкотска партија, која што почнува со потезите Е4, Е5, коњ F3, коњ C6, D4, Е зема на D4, коњ зема на D4, и Велјановски игра коњ F6, една од двете главни продолженија, освен потегот ловец C5 на ова место и потегот коњ F6. Сега белиот има принципијално две различни продолженија со сосема различен карактер на играта. Едното е ако продолжи со развој коњ C3, што го прави Жарко во оваа партија, а другото е ако земе на C6, коњ C6, па по BC6, E5. Го напаѓа коњот со сосема друг тип на позиција. Но коњ C3 е класично старо продолжение кое што како да е повторно во мода, долги години се сметаше оваа варијанта дека има ремизен карактер, но благодарение на некои силни шахисти од младата генерација, повторно шкотската партија и оваа најстарава варијанта би рекол е повторно во мода затоа што се смета дека белиот многу малку ризикува, иако има минимална предност, јасна е играта. И затоа белите повторно ја играат често оваа варијанта. Ловец B4, главен потек, црниот се развива, притоа врши притисок на E4. Затоа, за да може згодно да го брани, белиот треба да земе на C6, коњ зема на C6, Б зема на C6 и ловец D3. D5, црниот продолжува се разбира со својата контраигра во центарот, Е зема на D5 и сега мала рокада. Овој потек е од понов датум, значи порано автоматски црниот го враќаше пешекот назад со С зема на D5, но
Сега се смета дека може да го одигра прво и овој развоен потек, затоа што ако белиот се полако ми да речеме па земе на C6, тогаш како може на повеќе начини да одигра, да одговори црниот, едниот од нив е да даде шах со дамата на E8 и по покривањето со дама E2, да речеме, зема на C6, го враќа пешекот и мести батерија со следниот ловец B7 и има сосема добра позиција, дури малку и подобра. Затоа белиот исто така треба да се рокира по сите шаховски правила и прописи кои што важат. Од кога шах се игра, значи мала рокада, C зема на D5 и сега ловец G5. Белиот ја развива и последната своја фигура. Сега тој врши притисок на D5, од тука C6 и дама F3. Топовите се поврзани. Црниот во оваа ситуација исто така го бира најмодерното приложение, тоа е ловец D6. Сега ловецот веќе нема функција на B4, доаѓа на потребната диагонала. Сега ќе го прашам Жарко до каде оде подготовките за оваа партија или воопшто ти си ја имаш оваа варијанта подготвена за било кого? Оваа варијанта предходно сме ја работеле уште кога сме се спремале за наши првенства и на светско првенство кога сме учествувале. Иначе стрикно баш сега за овој надпревар не. Значи од порано. Од порано. Тоа што сме се спремили така. Така, па тоа ја мислам дека е правилен приод, значи да си имаме репертоар подготвен и кога да дојде таа позиција, ние да можеме да ја играме. Сега во оваа позиција, конкретна, нели, белиот може да земе на F6 два пати, ловец F6, дама F6, дама F6, G F6, но таа позиција се смета безопасна за црниот. Најчесто партиите завршуваат реми. Сега ти овде играш потек H3, тоа е, би рекол, најнов, најсовремен приод кон оваа позиција се смета за најдобар потек. Контрола на полето G4. G4, ловецот. Да не може да се развие и сега чекаме како црниот ќе реагира на H3, топ B8 е логичен потек, топот доаѓа на полуотворената линија со притисок на B2 и сега тука има два потези и топа B1 и B3. Но ти топ B1, не сакаш никакви слабости потенцијални да правиш по B линија, значи држиш структурата компактна, топа B1, на што следи H6. Добро, ловец F4. Сега, значи кој ќе земеме пешачката структура да говориме за неа, ќе видиме дека црниот има така наречени висечки пешаци. Тоа се пешаците на C6 и на D5. Зашто се викаат висечки? Затоа што покрај нив нема пешаци, значи нема Е и нема Б и тие како да висат во воздухот, тоа се разбира условно кажано. Но сепак чисто стратегиски гледано за белиот е поволно да ги замени црнополните ловци затоа што може да дојде до израз потенцијално слабите полиња пред висечките пешаци, и тоа се полињата D4 и C5. И од тука за белиот е полезно да ги размени црнополните ловци, што ти Жарко оваа партија го правиш. Се правилно, топ B4, ловец зема на D6, дама зема на D6. И сега овој коњот C3, кој што нема перспектива на C3, нели ниедно поле не му е достапно, тој бара подобри полиња и точно оди на E2. Интересно е што кога прв пат ја погледнав оваа партија, кога решив да ја коментирам во некоја пригода, забележав дека Stockfish, моќниот шаховски агрегат, дека се согласува со твојата концепција и воопшто партијата е, би рекол, на доволно високо ниво, затоа што нема, речиси нема и непрецизности. Барем, еве, сега сме веќе на 16-тиот потек, се е правилно. Коњ E4 одговорот на црниот, сака да направи двоен удар со коњ D2, нели? Да ги нападне двата топа и дамата, топ FD1, правилна реакција, F5, го зацврстува коњот на E4, но малку го слабе е кралот. Значи, иако нема многу фигури, два пара фигури се сменети, но сепак тешката артилерија е тука, двата топа, дамата, значи потенцијално ова е одговорен потек, затоа што некогаш можеби тој крал ќе биде и ослабен.
A3 му поставуваш прашање на топот да се изјасни каде ќе оди. Тој се држи на четвртиот ред со топ А4 и сега би рекол дека овде е критичен момент во партијата. Значи како белиот понатаму да продолжи. Сега овие висечки пешаци се уште каде што долго време стојат од кога се смени пешачката структура, но често пати че тие секогаш може да бидат и слабост, а може да, ако тргнат напред, нели, може да бидат и сила. Во овој миг, значи, може би беше моментот да се подкопа тој центар и тие пешачки, тие висечки пешаци со потегот C4. Значи, ти се реши да го елиминираш тој силен конј на E4 во овој миг, ловец C4, а компјутерот вели дека најдобро е C4. Веднаш да се подкопа и особено заради тоа што топот на D1 и дамата на D6 има нели рентген се отвара така што не може да земе DC4 заради ловец C4 изгодно. Да речеме дамата треба да се засолни од линијата, ако оди на пример на F6, дама F6, тогаш сега да се земе тој пешак. И така се елиминира можноста на F4, зашто сега F4 не оди смена на F6, па CD5, се извинувам, и на крај топ D5, пешак повеќе, значи мора D4 и сега дама B3 со темпо го напаѓа топот на A4, топот отстапува на A5, да речеме, и сега коњ F4. Значи коњот одлично тука се вгнезди, сега се закануваме со откриен шах со C5 и топ D6 упориште за топот на D линијата, другиот топ на D1 и тоа е многу подобра позиција. Варијантата уште малку оди, например G5, C5 шах, дама F7, дама C3. И сега одеднадеж топот е нападнат, нели затоа коњот не мора да отстапи од F4 и по топ B5 сега коњот доаѓа на E2 и е спремен преку D4 да нападне на B5, а трајно е ослабена црната рокада. И тука беше можноста каде што белиот ќе имаше добра предност. И лесна позиција за играње, напаѓачка позиција со иницијатива, тоа што мислам дека ти одлично го правиш. Добро, после L4, сега ја има можноста за F4, тоа е веќе малку поинаква приказна. Дама E3, дама F6, топ D2. Белиот мора да внимава на таа диагонала F2, A7, тие полиња C5 и D4 да ги земе под контрола. Топ A5, конј D4, не може C5 заради конј B3 двоен удар, дама G6 и сега F3. Сега, нели, тука кога има дама на G6 ловецот од C8 не е развиено игра, црниот се разбира сега веќе има добра позиција, но ништо не е страшно, тука можеше B4 да се искористи моментот за да се спречи C5, никогаш да не мислиме на C5 и да го држиме упориштето на коњот на D4. И тоа беше правилен начин B4, па на топ A4 дама B3, го напаѓаме топот, и на топ А6 топ E1, тој топ од B1 да влезе во игра и евентуално потоа да дојде и на E3, на G3 и така белиот има шанси да има малку подобра позиција. Компјутерот цени дека е белиот се уште малку подобар. А твојот потек F3 би рекол дека е прва грешка во партијата, но ова е чувствителна позиција, не е тешко да се погреши, се разбира. Но црниот не го улови моментот да го искористи овој потек, а тоа требаше не да земе на F3, како што играно во партијата, туку да го одигра потегот C5, да добие темпо со напад на коњот. Но веројатно дека младиот Андреј не продолжил да пресметува што ќе се случи на меѓу потегот дама C3, значи со напад на коњот, белиот одговара со напад на топот, но повторно, а тоа не е лесно да се види, особено не од далеку, потегот E3. Уште еден цвишен цук, како популарно велат шахистите, или меѓу потек, значи E3 повторно со напад на топот, и ако топот дојде на E2, сега дама A6.
сега виси конјот, а конјот го брани топот и така црниот би дошол Да. до голема предност. Но оваа варијанта и особено крајот потекот E3 е многу тешко да се види. Но во партијата имаше место по F3, зема на F3, конј зема на F3, топот на А5 не прави ништо, затоа повторно доаѓа на четвртиот ред, сака да се вклучи во нападот. Нели ловец H3 не одеше заради конј E5 со напад на дамата и се отвара третата линија, топ А4 и сега Б4. Го затвараме четвртиот ред за топот, дама Г3, црниот се обидува да биде активен, сега сака ловец H3, белиот тоа го спречува со дама Б3, со напад на топот, топот оди на А6 и сега конј Д4. Одличен потек, конјот во центар, контролира 8 полиња и белиот сака да ја збрани на H3, сака да ги смени дамите, затоа што завршницата за белиот ќе биде сигурно полесна за играње, ако не и подобро. Дама F4 го напаѓа топот на D2, топовите се поврзуваат, топот Б на D1, топ Б6, црниот исто така се обидува да го внесе својот топ, кој што долго време талкаше на четвртиот, на петиот ред, се врати на Б линијата на Б6 и сега белиот, кога ги намести сите фигури на своите места, настапува со пешакот А4. И воопшто имаме практично стратегијата на белиот е на црните полиња. Црните полиња му се ослабени, тие пешаци се на бело и по сите шаховски правила белиот настапува А4, значи дама D6 напаѓа на B4, но пешакот оди напред, B5. Го предизвикува тој на C6, сега ако земе на B5, а B5 се разбира, ново упориште за конјот, порано или покасно на C6. Тој може да оди секаде практично. C5 и сега се внедруваш на C6. Како беше сега ситуацијата со времето во овој миг, не знам, те прашувам, оти ќе дојдеме сега до уште една критична позиција, нели? При крај бев, јас мислам дека имав уште 10 минути, така нешто, а за мене тоа е многу или малку? Малку време. Малку време, да. Зашто и нели не е проста позицијата, треба Не, да се не, мисли. воопшто не е проста позиција. Треба да се мисли и затоа одлучив ја конј C6 и како што продолжив ме рачунав на ловецот на E6, па топот да го даваме така. Значи, практично со потегот B5 ти беше подготвен на оваа позициона жртва на квалитет, би рекол, да? Затоа е така одигра. Така и одигра и правилна е оценката. Сосема е правилна жртвата, значи ловец E6, позициона жртва на квалитет. Значи топ D5, ловец D5, тука можеш да земеш, се разбери, со топ. Тука е големо прашање со што. Може подобро со топот да се земе. Со топот да се земе. Дамата мора да иде на E6, па топ C5, па дамата да се смени, ама у тоа брзање, значи не може многу, нема време. Немаше време и да се оцени, а ова дама D5 е посигурен потек. Да. Дама D5 затоа што е појасно. Па рачунав да ги сменам дамите да влеземе со два пешака. Па да, затоа што имаш тука тој на C5 ако падне 3 на 1, многу силен конј, топовите се малку ограничени и би рекол дека е тоа одлично практично решение, одлично практична одлука практично. Добро, топ D5. Е сега тешка позиција сега е. Сега црниот треба да игра многу прецизно, Да не земе ловец D5. Не. Ова после замената на D5. Сега е многу важно, ова е сега веќе 34-ти Сега потек. го гледавме топ F4. Топ F4 е практично единствен потек. Значи единствен потек кој што не е лесно да се најде, значи веднаш контра напад на твојот пешак и да речеме под топ C5, топ А4, значи еден опасен пешак да нема, иако е ова тешка позиција да се оцени баш за кого и како е, сега ќе сака да го подкопа тој пешак со А6 и тоа е важно. Сега белиот може да се обиде да речеме конј Е7 шах, па на крал H7 конј D5 со темпо, па на топ G6, топ C7. Гледате, и белиот е активен, има активен конј, опасен C пешак и така натаму. Не е лесно да се каже, дури никој стои подобро. Иако компјутерот цени дека црниот е подобар нешто, но во практична игра
Значи, воопшто партијата оди на 3 резултати. Но многу му е полесно на црниот да погреши во оваа чувствителна позиција отколку на белиот, затоа што играта на белиот е многу појасна. Но веќе по тука младиот Велјановски прави грешка со C4 и после тоа е веднаш загубен. Реализацијата е одлична. Следи коња 7, значи сега се два врзани и тоа пешаци на А4 на Б5, коњот многу брзо се враќа во игра, топ Е6, коњот назад на С6, топ Е2. Сега сака да направи контраигра со топовите по вториот ред, но коњот стига сега се. Стигна да го земе пешекот на А7, да се врати на време и да добие темпо со напад на топот. И по топ Д2 белите пешаци се многу брзи. А ние сите учиме, кога почнуваме да учиме за завршници, сите сме слушнали или знаеме дека два врзани пешаци на шести ред се честопати посилни од топ. И тоа ни дава за право да не се секираме за судбината на коњот ако загусти, само е важно пешаците да бидат што понапред. Така ли е? По топ Б8, 36-тиот потек следи А5. Црниот нема сега веќе никаква контраигра, следи уште С3, крал Х2, прва опција на стоквиш, одличен потек, профилактика. Младите шахисти честопати ја занемаруваат таа профилактика, но искусните и силните шахисти знаат дека во шахот и профилактиката е многу важна. Значи крал Х2, крал Ф8, исто така му е дадена непријатна задача да црниот да одигра потек, што воопшто не е лесна оваа позиција. Сега топ доаѓа на седмиот ред, топ Д7, крал Е8, топ Г7, индиректно го брани коњот, се заканува топ Г8 и на топ Д4, шах, крал Д7, топ Б8 и црниот се предава. 44 потези, одлична партија би рекол. Значи, мајсторски одиграна. Искусно, силно, се надевам дека следејќи логиката на играта. Ги искористивме и времето, може и подобро ќе беше да имавме поише време, ама целата партија беше напорна, мораше да се мисли. Напорна партија, ама партија целосна, комплетна. Без превиди големи, значи со мали грешки, но ние не сме компјутери, луѓето грешат, затоа и шахот интересен. Ама важно е тие грешки да бидат што помалку, односно да бидат со од таков карактер што нема да влијаат силно на резултатот на партијата, а тие овдека, освен F3, јас би рекол дека никаде немаш ни една грешка во оваа партија. Па може и тоа на крајот кога направивме измените. Да видеше црниот топ F4 тогаш. Па добро, топ F4, ама тоа треба да се најде. Ама сепак продолжува партијата. Повторно имаш безслободен, силен коњ, силен топ. А вака полесно за белиот. Да. Белиот беше полесно. Во секој случај, почитувани слушатели, почитувани гледачи, имавте можност да видите делотворештвото на Жарко Селковски, инаку познавајќи го и одлично искуство и играјќи со него, одамна имав забележено дека позиционно игра многу добро, иако значи и во комбинаторна игра е одличен, и тоа сум имал можност да го почувствувам на собствена кожа во една кралска диска одбрана, кога наоѓаше фантастични потези со кои што го одржуваше нападот. Тоа би било се за оваа малку подолга емисија, би рекол, затоа што имавме две содржини, Европското првенство за јуниори онлайн и шампионатот на Македонија за слепи и за лица со визуелна попреченост. Погледнавме една убава партија од шампионатот на Македонија, екипното првенство, втората лига, и видовме, го запознавме и профилот на Жарко Селковски како шахист, искусен, силен шампион на Македонија уште еден. Мене ми останува уште да се одјавам, да ве поканам да ја слушате емисијата, да бидете со нас. Значи имаме емисија секој вторник, имаме репризи, бидете со нас. Му благодарам и на мојот соработник, на новинарот Методи Атанасов, кој што исто така е многу заслужен за квалитетот на оваа емисија, со одличните кадри, со техничка поддршка, и му благодарам и на мојот гостин Жарко Селковски што беше денес со нас. И јас благодарам. И верувам дека ќе имаме прилика пак да покажеме некои партии убави одиграни
во наредниот период. Без друго. Меѓу другото и ова нели е радио и за слепите и за но и за сите љубители на шахот, и за сите оние кои што сакаат добра радио програма, би рекол. Пријатно.